Реномираниот магазин Site Selection ја рангираше Македонија на високото трето место според бројот на Гринфилд проекти по глава на жител и на седмо место според бројот на Гринфилд проекти во Источна Европа, информираше денеска директорот на дирекцијата за зони Виктор Мизо. Според Мизо, ова е уште едно признание за Македонија. Тоа значи дека нашите напори и активности кои се превземани во изминатиот период резултираат и со уште еден глобален реномиран магазин да ги валоризира нашите активности, што значи дека дополнително ова ќе влијае на нови компании кои ќе ги разгледуваат можностите за инвестирање во земјите на Источна Европа и Македонија се повисоко да ја стават на нивната инвестициска мапа. Директорот на дирекцијата за зони исто така информираше дека извозот од фабриките кои што работат во зоните во првите 4 месеци оваа година изнесува 565 милиони евра и е за 30,4% повеќе споредено со истиот период минатата година. Разликата помеѓу извозот и увозот е над 130 милиони евра. Дополнително имаме индикации дека извозот на компаниите не само на овие што веќе работат во зоните, но и на оние што во блиска иднина ќе започнат со активна работа. Пред се тука сакам да го споменам Гентерм кој е во завршна фаза на завршување на нивниот производствен капацитет во Прилеп, ОДВ Електрик кој исто така во текот на летото треба да го заврши својот погон во зоната во Струга, но и Key Safety System кој активно започна со работа на почетокот на март до крајот на оваа година ќе има и дополнителни вработувања и дополнителни активности околу производството и извозот. Во моментов во Тирс во Скопје се градат 3 производствени капацитети. Хайтек, компанијата ГЕС, која е германско-египетска компанија, како и втората фаза на Ван Хол. Во блиска иднина се очекува почеток на градба на новиот производствен капацитет на Джонсон Контролс во Струмица, додека пак Ондево го завршува својот производствен капацитет во Штип, кој со активна работа треба да започне кон средината на летото.